Здраво, повторно во анализа на неделата на М телевизија. Денеска тема е интервјуто на рускиот председател Владимир Путин со американскиот новинар Такер Карлсон, кој разбирливо предизвика огромен интерес во светот. Само за 3 дена по емитувањето на 8.2.2024 година, интервјуто го виделе околу 1 милиарда луѓе, што досега не се случило во историјата на новинарството. Најкратко, рускиот председател Путин ја употреби најмоќната бомба, вистината, која судејки по се има поразорна моќ дури и од една нуклеарна бомба. Им кажа гласно, јасно и во лице на глобалистичките атлантистички либерални елити дека сакаат да го владеат светот со лаги и манипулации, но и дека така не можат да се однесуваат кога е Русија во прашање. Во суштина, интервјуто е уште еден од многуте досегашни обиди на рускиот председател Путин со фино, со арно, да ги вразуми западните политички и владеачки глобалистички елити да се откажат од желбата за уништување на Русија и од нивно целосно владење со светот, односно да соработуваат и да градат нормални односи со Русија со цел развивање на светот во целина. Ова интервју, без оглед на релаксираниот разговор и добро расположен Владимир Путин, е пред се силен аларм дека со либералните атлантистички елити светот е пред сериозна закана, реална и недалечна закана од нуклеарен напад под лажен предтекст од руска закана, што ќе предизвика конфликт од големи размери. И покрај тоа што Путин повтори неколку пати дека тие немаат намера никого да напаѓаат, Белата куќа веднаш по интервјуто им препорача на американците да не веруваат во ништо од тоа што кажува Путин во интервјуто со Такер Карлсон. Иако сигурна сум дека вистинските американци, за разлика од соросидните либералистички демократи, добро знаат и имаат ум да оценат во што да веруваат. НАТО и Европската Унија изреагираа панично по интервјуто, не баре Путин воено ги нападнал. Во оваа смисла, уште еден министер за одбрана на НАТО ги заплаши граѓаните на неговата земја за неизбежна војна меѓу Европа и Русија. Цитирам: Данска треба да ги забрза своите воени инвестиции откако новите разузнавачки информации покажаа дека Русија повторно се вооружува побрзо од очекуваното и дека би можела да нападне земја на НАТО во рок од 3 до 5 години, рече данскиот Троел Лунд Полсин. Ама не им требаат разузнавачки податоци. Путин ниту досега, ниту во интервјуто не криеше дека Русија се вооружува забрзано, зашто е свесна дека ќе треба да се брани од атлантистички напади. Не ти требаат разузнавачки податоци, па дури не треба ни да си генијалец, за да сватиш која им е врвната обсесија на глобалистичките либерални атлантисти, а тоа е растурање, разорување и уништување на Русија. Инаку, во текот на изминатиот месец, највисоките воени функционери од Полска, Финска, Шведска, Латвија, Белгија, Северџанија, Велика Британија, Чешка, Германија и Естонија го зборуваа речиси истото. Нешто слично, се уште, не кажале официјални лица од земјите членки на НАТО како Луксембург, Бугарија, Албанија, Хрватска, Исланд, Грција, Италија, Португалија, Црнагора, Турција, Словачка и Словенија. Дури шегата на председателскиот кандидат на републиканците, Доналд Трамп, дека ќе охрабри Русија во случај да нападне членка на НАТО, која не ги плаќа своите сметки во алијансата, беше земена сериозно од генералниот секретар на НАТО Столтенберг, кој моментално летна во Вашингтон на консултации, а на пресконференција потресено и сериозно одговори на шегата на Трамп дека на членка на НАТО во случај кога е нападната и притекнуваат сите други НАТО членки на помош. Рускиот председател Путин 1000 пати има кажано дека откако ги увиделе сите измами и манипулации на глобалистичките атлантисти,
решиле да ја развиваат бргу својата воена технологија исклучиво во одбранбени цели и дека немаат намера никого да напаѓаат во ЕУ, зашто тоа едноставно не ги интересира. Но дека доколку се нападнати никој во светот да нема дилеми дека Русија ќе се брани. Германскиот канцелар Шолц, кој исто така веднаш по интервјуто долета на консултации во Вашингтон, запрашан од новинарите што мисли за интервјуто на Владимир Путин, одговори дека интервјуто било смешно. Многу е смешно кога некој ќе ве разголи и ќе ви ја тресне вистината во лице за сите зла што му ги правите на светот. Ова интервју се оценува како најуспешен потек на руската медиумска стратегија во последно време. Наменато е пред се за американската и целата атлантистичка јавност, за политичките раководства на САД и ЕУ и посебно за обичните луѓе до кои во нивните наводно демократски држави поради контролираните пропагандистички медиуми не допира објективната вистина за настаните и релациите меѓу Западот и Русија. За конзервативниот дел од Соединетите држави, интервјуто може да стане некаков поттик за разбирање дека Русија сака и се стреми да го зачува своето цивилизацијско право на независност, да го спаси и обедини рускиот народ и да коегзистира мирно со другите цивилизации, вклучително и западните. Инаку Путин не му кажа ништо сензационално на Карлсон, но тука е важен самиот факт на пренесување на руската гледна точка кај западната публика. Карлсон пак го хакираше системот на глобалистичката пропаганда, кажувајќи им ја вистината на луѓето, вистината на народот наспроти систематизираните лаги на елитите. Путин има што да им каже и на Западот и на Истокот, и тие сакаат да го слушнат неговиот говор, неговите аргументи, да ја знаат неговата слика за светот, неговите ставови за иднината на Русија и човештвото. Од ова во голема мера зависи дали самото човештво ќе постои или не. Оние кои со внимание ќе го гледаат, слушаат или прочитаат интервјуто на Владимир Путин, ќе дознаат нешто повеќе за тоа дека Украина историски всушност од секогаш била Русија. По историскиот вовед дека првата руска држава ја создал Рурик токму на територијата на денешна Украина, која многу подоцна го добила тоа име, благодарение на пољаците кои со децении се занимавале со наметнување на полското врстој дел од руското население. Путин објаснува. Таму пољаците го воведоа својот јазик, почнаа да ја воведуваат идејата дека тоа не се целосно руси, бидејќи живеат на границата. Првично зборот украински значеше дека некое лице живее на периферијата на државата, на работ, или всушност се занимава со гранична служба. Тоа не значеше одредена етничка група, рече Путин. Владимир Владимировиќ загатна и дека не му е јасно зошто болшевиците и Ленин во тогашна Русија, во чии рамки била Киевска Русија, и дал посебен статус на Украина. Тој вели: за време на формирањето на Советскиот сојуз во 1922 година, болшевиците почнаа да го формираат Советскиот сојуз и ја создадоа Советска Украина, која дотогаш воопшто не постоеше. Во исто време Сталин инсистираше на тоа дека овие републики што се формираа треба да бидат вклучени како автономни ентитети, но поради некоја причина основачот на советската држава, Ленин, инсистираше на тоа дека тие имаат право да се отцепат од Советскиот сојуз. И исто така, од непознати причини, тој ја обдари новата Советска Украина со територии, луѓе кои живеат на овие територии, дури иако тие никогаш порано не биле нарекувани Украина. Ваквите факти, апропо она што Владимир Путин вели дека не му е јасно, укажуваат сосема јасно дека проектот за крадење на украинската територија од Русија од страна на англоамериканците со цел за поседнување на самите граници на Русија е стар
најмалку повеќе од 100 години и се одвива според планираните фази. Впрочем, доволно е да се прочита шаховската табла на Збигнев Бжежински за да се види дека е тоа проект на Запад, како и идејата Украина да ја биде одземена на Русија со цел токму уништување на Русија. Владимир Путин објасни дека по распаѓањето на Советскиот сојуз, посебно по неговото доаѓање на власт, Русија и тој лично, искрено и наивно верувале дека ќе се градат нови меѓусебни односи со САД и Западот со цел постигнување балансиран и хармоничен развој на светот. За таа цел, тој прво уште на Бил Клинтон му предложил Русија да стане дел од НАТО. Бил одбиен. Потоа на Џорџ Буш му предложил да направат заеднички антиракетен штит. Бил одбиен. Па излажан за договорот од Мински и Украина и, како што самиот кажа, конечно во 2022 година сватиле дека САД и Западот цело време ги влечат за нос. Еве ги најважните точки од интервјуто на Путин. По 1991 година, кога Русија очекуваше дека ќе биде добре дојдена во братското семејство на цивилизирани нации, ништо вакво не се случи. Не излажавте, зборувам за САД. Ветувањето беше дека НАТО нема да се прошири кон исток, но тоа се случи 5 пати. Имаше 5 бранови на проширување. Предложив САД, Русија и Европа заеднички да создадат систем за противракетна одбрана, кој веруваме ако се создаде еднострано, ја загрозува нашата безбедност. На крајот само ни рекоа да се изгубиме. Нашиот предлог беше одбиен, тоа е факт. Во 2008 година вратите на НАТО беа отворени за Украина. Во 2014 година имаше државен удар, почнаа да ги прогонуваат оние кои не го прифатија пучот и навистина беше државен удар. Тие создадоа закана за Крим, кој моравме да го превземеме под наша заштита. Тие започнаа војна во Донбас во 2014 година со употреба на авиони и артилерија против цивили. Тоа е кога почна. За мировниот договор. Прво, сегашното украинско раководство изјави дека нема да ги спроведе Минските договори. Пред 1 година или година и пол, поранешните лидери на Германија и Франција отворено му кажаа на целиот свет дека навистина ги подпишале Минските договори, но никогаш немале намера да ги спроведат. Едноставно не влечеа за нос. Следен цитат. Откако ги повлековме нашите војници од Киев, другата страна, Украина, ги фрли сите овие договори и ги послуша инструкциите на западните земји, европските земји и САД да се борат со Русија до горчлив крај. Зарем не би било подобро да се преговара со Русија? Направете договор. Веќе разбирајќи ја ситуацијата што се развива денес, сваќајќи дека Русија до крај ќе се бори за своите интереси и сваќајќи го ова всушност, вратете се на здравиот разум, почнете да ја почитувате нашата земја и нејзините интереси и да барате одредени решенија. Ми се чини дека ова е многу попаметно и порационално. Посебно е интересен следниот дел. Цитирам. И сега продолжувам на главното. Украина. Во 2008 година на самитот во Букурешт беше објавено дека вратите на НАТО се отворени за Украина и Грузија. Сега да разговараме за тоа како се донесуваат одлуки таму. Германија и Франција се чинеше дека беа против, како и некои други европски земји. Но, тогаш, како што се испостави подоцна, председателот Буш, а тој е толку силен човек, силен политичар, како што ми рекоа подоцна, тој не притисна и бевме принудени да се договориме. Смешно е исто како во градинка. Каде се гаранциите? Каква градинка е ова? Какви луѓе се овие? Кои се тие? Гледате, тие беа притиснати и договорени. И сега ни велат, Украина нема да биде во НАТО, знаете. Велам, не знам. Знам дека се согласивте во 2008 година. Па зошто не би се согласиле и во иднина? Па тогаш не притиснаа. Велам,
Зошто? Утре нема да ве притиснат и пак ќе се согласите. Па тоа е некоја глупост. Само не разбирам со кого да разговарам таму. Подготвени сме да разговараме, но со кого? Каде се гаранциите? Путин даде и пример за тоа дека украинците се уште се чувствуваат како руси и дека всушност има граѓанска војна. Еве уште неколку поенти. Русија и Украина ќе се договорат порано или подоцна, ќе се случи повторно обединување на рускиот народ. Најголем дел од платениците во Украина се од Полска, на второ место се од САД, на трето место се од Грузија. Руските трупи можат да бидат испратени во Полска само доколку таа ја нападне Русија. Ја поддржуваме опозицијата е одговорот на ЦИА на рускиот ФСБ, што обезбеди докази дека американските разузнавачки служби ги поддржуваат терористите на Кавказ. Руската Федерација е пред сите, вклучително и Соединетите Американски држави, во создавањето системи за хиперсонични удари и продолжува да ги развива. Следен цитат. Германија не се води од националните интереси, инаку ќе ја убеди Украина да го деблокира транзитот на рускиот газ. Посебно интересен е овој одговор. Постојано го поставувам прашањето дека САД не треба да поддржуваат ниту сепаратизам, ниту тероризам на Северен Кавказ, но тие сепак продолжија да го прават тоа. И политичка поддршка, информативна поддршка, финансиска поддршка, дури и воена поддршка дојде од САД и нивните сателити во однос на терористичките групи на Кавказ. Еднаш го покренав ова прашање со мојот колега, исто така председател на САД. Тој вели, не е можно, дали имаш докази? Јас велам, да, бев подготвен за овој разговор и му го дадов овој доказ. Погледна и знае што рече? Се извинувам, но се случи. Ке цитирам, рече, добро, ке ги клоцнам по задникот. Чекавме одговор, немаше одговор. Му велам на директорот на ФСБ, пишете во ЦИА, има ли резултат од разговорот со председателот? Пиша еднаш, два пати, а потоа добија одговор. Одговорот го имаме во архивата. Одговорот дојде од ЦИА. Работевме со опозицијата во Русија. Сметаме дека тоа е правилно и ќе продолжиме да работиме со опозицијата. Смешно. Добро, свативме дека нема да има разговор. Се разбира, во овој случај ние мислевме на сепаратистите, терористите кои се бореа против нас, на Кавказ. За тоа зборувавме. Ги нарекоа опозиција. Она што за нас е интересно како Македонија од интервјуто е нивната руската комуникација со ЦИА околу терористите и самитот на НАТО 2008 година. Тоа е оној истиот самит во Букурешт, кога за малку ќе не примеа во НАТО. Се сеќавам на мојата тогашна колумна, објавена во неделникот Форум, во кој кажав дека Џорџ Буш јуниор, ако сакаше, ќе го направеше тоа, и дека е смешно и празноглаво да се тврди дека подлегнал на грчките притисоци. Но, македонските медиуми како во хор го повторуваа она што неуспешните измамени политичари им го кажуваа за да си ја оправдаат својата минорност и неупатеност во начинот на водење на надворешната политика. Ни до ден денес, ниту Грција, ниту Бугарија, ниту албанците се важни или нешто влијаат. Се е обратно. Тие само се профитери на грбот на Македонија, спроведувајќи ги атлантистичките агенди против Македонија. Англоамериканците се тие кои ги сакаа сите промени за обезличување и бришење на Македонија. Ниту еден премиер или председател не се осмели да ги праша, како Путин што ги прашал. Зошто ова ни го правите? И да им каже, знаеме што правите. Нашите председатели, еден ја подриваше одбраната на терен во 2001 година како врховен командант и овозможи извлекување на опколените терористи од Арачиново по налог на својот шеф од Вашингтон. Со тоа македонската победа на терен ја претвори во пораз на маса. Друг председател пак, зашто му се заканиле,
му го даде мандатот за премиер на Зоран Заев, инсталираниот на власт од американците со помош на ДУИ. СДС ги изгуби изборите, а Заев на председателот му даде лист тоалетна хартија дека нема да го менува името. Да не редам уште безброј предавства за кои големите ни лидери, ако не се успее да одговараат на земјата, Бога ми горе на небото, сигурно дебело ќе платат. Ке се најдели конечно херој македонец од мајка роден, што ќе им каже на атлантистите либерали: доста е од сите ваши лаги и манипулации и злодела врз Македонија. Ние во Единствена Македонија, уште во јули 2023 година, им кажавме јавно. Кога западните администраторчиња почнаа со убедувањето дека само уште да сме ги внеле 3000 ново бугари во македонскиот устав и готово, ќе сме тргнале во ЕУ, им порачавме дека македонците повеќе не им веруваат на нивните безбројни лаги и манипулации, со кои ја донесоа Македонија на работна пропаст и исчезнување. По ова интервју на рускиот председател Владимир Путин, западните глобалистички либерални атлантисти се целосно разобличени во нивните лаги и манипулации, со кои сакаат да ги владаат и тортурираат другите народи и држави на планетата. Народите, посебно оние конзервативните, веќе не се плашат да ја бранат својата слобода, суверенитет и право да ги чуваат своите државни граници и своите држави од пеколните натрапници. Време е и за нас, македонци. Излезете до еден на изборите и гласајте масовно, за да се спречи злоупотреба на народната волја. Да си ја вратиме нашата убава Македонија во наши раце.